Уште една нова книжевна авантура и ширење мирис на книга низ етерот. Може да читаш колку сакаш и кога сакаш, да прекинеш и повторно да продолжиш, да коментираш дали делото е допадливо, разбирливо, здодевно. Можеш се. Ти се може, затоа што енергијата си ја примал и располагаш со неа. Но напишувачот нема лесно кога треба да додава или да крати, да ја прилагоди својата творба за да биде разбран. Особено кога се работи за книга научен труд или книга учебник. Упорноста да решиш, да седнеш, да создадеш книга е голем потфат за кого треба голем мотив. За се во животот треба мотив и добра организација. Но не сека организација е добра, особено не организираниот криминал, најголемата опасност на новиот милениум. А таму, каде е опасноста, таму е адреналинот. Гостин во подкастот Мирисот на книгата, Ленин Јовановски, препознатлив по многу нешта, и како председател на Ноктите волци, како моторџија, директор на приватното предпријатие Слобода превоз и неодамна председател на експертскиот тим за стручниот тим за сообраќајот, јавниот превоз. И во ова наша емисија или подкаст во едно поинакво светло, како магистер по менеджмент и бизнис, магистер по криминологија и автор на една книга Влијание на организираниот криминал врз меѓународната безбедност и врз меѓународните односи. Добро дојде во нашиот подкаст Мирисот на книгата. Мирисаме малку на мотор, на бензин, на што све, на криминал, на мафија, ке мирисаме малку на нешто забрането. Добро ве најдов, ке помирисаме од се нешто. Од се по нешто. Веќе спомна во најавата дека голема е упорноста, како тој основен мотив, и така ја почнуваш. Белетристички почнуваш без оглед што е стручна книга, посветена на твојот најголем херој, твојот татко, Томислав Јовановски. Вели, ништо не може да ја замени упорноста, ниту талентот, ниту гениалноста, ниту образованието. Таа твоја упорност е дотурка до ова, наскоро ќе докторираш? Па да, моментално чекам да ја одбранам докторската дисертација, која што е своевидно продолжение на она што го има во делот на книгава и во делот на криминологијата. Во меѓувреме докторираш на успехот. Успешен во многу полења. Па добро, животот, нели, секогаш викаме дека е горе и доле и во делот на успехот и во можеби во творењето и се она што го фаќа животот е една таква амплитуда која што некогаш се горе, некогаш доле. Желбата да продолжам, како што кажавте, беше и самата докторска дисертација, сакав да кажам темата од која ќе ми биде одбрана. Тоа е финансиските мерки против перењето на пари, бидејќи од кога ќе се направи големиот криминал, треба да криминалците знаат што понатаму со парите и веќе е тоа една последна фаза каде што прљавите пари се стануваат бели, да кажем. Црните пари стануваат бели? Да, и се пуштаат во оптек како легални. Тој е еден, уствари, најголемиот и најопасен феномен кој што моментално се соочува секде сите држави во светот и одолева на сите промени, на сите контроли кои што до сега се воведуваат и постојано се бараат нови начини како да се спречи тоа. Можеби ќе звучи малку чудно дека спречувањето може во случај да иде одназад. Значи, ако се спречи моментот да тие прљави или црни пари бидат легализирани, веројатно ќе се обесхрабри и самиот криминал, бидејќи најголемата цел е тоа. Да не испадне дека си напишал прирачник за перање пари, на крај да прочитаат нешто па да се едуцираат како се перат пари. Токму една од моите коментари или заложби е и интенцијата да мерките против перењето на пари не секогаш се обеледенуваат и тие останат во оној позатворен стручен круг кој што
ќе ги истражува системите на нивното откривање, а нема да бидат публикувани, нема да бидат достапни до оние кои што врз основа на тоа после прават нови алатки со кои што се справуваат. Значи, оној криминал кој што веќе од мафијашки тип прераснува во криминалот на белите јаки, што се кажува, каде што повеќе тие административни органи, банки, финансиски институции овозможуваат под наводници на некој начин да дојде до легалитет на тие средства и апсолутно легално се вклучат во паричниот промет, во како имоти, како некои предмети, ценности, значи комплетно, значи прераснуваат во нешто што е видливо и тие се многу, има многу техники. Не гледам дека модерниот свет сериозно сака да се спротистави на оваа работа, бидејќи ако знаеме дека постојат тие даночни раеви во светот каде што многу преку тие офшор компании и држави кои што уствари служат за полесно да се преточат прљавите пари во легалниот платен промет. Тоа стана како императив на современото општество и таа врзувачка тема која те поврза со сето ова, ти даде ли некој указ да може спомни сам бели јаки или ние така наречени змиево дела, луѓе кои се на високи политички државнички функции, луѓе успешни бизнисмени кои буквално го кријат криминалот? Дали истражувањето за да напишеш ваков научен труд ти даде некои показатели дека Македонија е плодно тло за таков криминал? Па, она што ја прави Македонија различна од другите држави, тамо по другите поголеми современи држави и економии, да кажам, и кои што имаат традиција на мафијашки групации, е различна по тоа што е помала држава и вообичаено тука сите се познаваме и уште помалку органите на истражување да не знаат кои се криминалците. Значи точно се знае оној кој е джепарош, кој краде по продавници, кој е софистициран криминалец. А да не зборуваме за софистицираните криминалци, значи сепак тоа доаѓа како една поддршка и дозвола од државата и во помалите држави како нашата, практично со криминалот се занимава самата држава, односно тие органи кои што треба да го гонат криминалот, во принцип го штитат, го прават и ги користат оние своји, да кажам, така наречени војници во извршување, тоа се, нели, прекршители на закон, дилетанти, некои луѓе кои што се од деликвенти од препознатливи, од некој по-низок социјален слој кој што криминогено досие. Така, да, ги користат да ги прават прљавите работи за нив, додека понатаму тие ја имаат нивната поддршка, додека им се потребни. И тоа се случува со години наназад, и ако гледаме наназад дека најчесто кај нас обвинети за организиран криминал, односно за поголеми криминали се луѓе кои што биле на високи државни функции, имате министри дури за внатрешни работи кои што завршуваат во затвор, на државна безбедност и контраразузнавање, значи високи политички позиции во структурите кои што наистина треба да не штитат од криминалот. И тоа, кажуваме, не прави различни од она што е во другите држави, каде што постојат мафијашки банди, синдикати или било како и да се наречуваат, тоа се криминални групи со особено специфична хиерархија, кои што делуваат во една совршена структура и всушност бараат логистика или преку подплатување купуваат луѓе кои што ги штитат. Меѓутоа тоа се посебни организации кои што, пак ќе кажам, немаат врска со ова што претходно го зборував и не се дел од системот.
Туку системот се бори против нив, а тие се обидуваат да го пробијат тој систем, да влезат и најчесто се многу брутални кога некаде ќе имаат сериозна препрека и кај што ќе бидат загрозени. Значи тие имаат и своји приватни војски, вооружени, контролираат територии во кои што вообичаено нема државата контрола или нема доволна контрола за да може да влегува тамо. Оваа книга, ако веќе зборуваме нели за нејзето и причината што сум денес тука, токму тоа го ги разработува тој мафијашки тип на организиран криминал, ги разработува мафијашките банди, ги разработува уличните банди, моторџиските банди и понатаму нели во крајниот дел и она превентивата, значи мафијата ја спомнав. Таа е зачетокот, да кажам, уствари, ако се враќаме наназад, организираниот криминал се зема како почеток уште пиратите кога почнале да 18 век напаѓаат, зародишот фактички. Зародишот е таму и потоа станува се пософистициран. Оваа книга е обемна, како што гледате, разработува многу 460 и колку, да речи се 500 страници. Иако е толку долга, мислам на толку страници. Дебела. Сепак е лесна за читање, бидејќи разработува интересни теми и начинот на кој што ја пишував е лесно прифатлив за и обичниот читач, не само за оние кои што може да им служи како научна алатка или како учебник по организиран криминал. Разработени се во колку е можно детално структурите, начинот на делувањето на тие банди, иако ќе кажам дека многу е тешко да се истражува овој тип на криминал заради тоа што многу тешко се продира внатре во организациите. Не може да навлезеш негде. И тешко се црпат податоците, информациите, па често пати некои, да кажам, и трудови или писанија може да излезат надвор од реалноста, да прифатат некои митови кои што може би се филмувани и прикажани на белото платно, што се вика, затоа треба да се одберат внимателно податоците што се пишува за да бидат што порелевантни. И затоа кажав е една малку потешка работа. Друго е кога читате од научни трудови кои што се де факто и де јуре познати и издржани онакви какви што се. Во оваа тематика имате многу различни мислења, многу различни податоци кои што поаѓаат од невистини, полувистини и вистини. И јас, во текот на моето живење сум имал можност можеби да се запознам со некои луѓе кои што биле на некој начин можеби инволвирани во тие структури, особено во делот на моторџиските банди, по природа на нештата кај што сме биле спротиставени или да кажам сме биле во еден контрабанда или како контрабанда, меѓутоа и често пати и на едно место, и така да со текот на годините се осознаваат некои работи од поблиску. Во книгата се разработени факти кои што се случиле, кои што биле интерес на органите на прогон, кои што имале одредени судски завршници, дури имам разработено и некои кога сите знаат кој го направил криминалот, сепак судот нема доволно можност истиот да го докаже, дури и оние криминалци кои што го направиле добиваат оштета од големи суми на пари и задоволно се смешкаат после сето тоа. Звучи познато. Она што ми е мене поента како крајна цел е во
овој труд е да се најде зародишот на проблемот, односно како да се превенира и успори тој процес или некако да се намали неговото влијание. И тука од сите тие мои истражувања доаѓам до заклучок дека и од она што го знам како лично искуство, дека всушност треба да се прекине дотокот, односно хранењето на тие организации со млади и нови кадри кои што им пристапуваат, бидејќи најчесто најмладата популација која што е внимателно одбрана за да влезе во тие структури, општо зборам, многу се карактеристични со исти карактерни црти и мафиите, и уличните банди, и моторџиските банди, кога станува збор за кооптирање на нови членови и до некаде со хиерархиската поставеност, а пак она што не може да одолеат новите времења е да не прават херои од криминалците. Тие херои кои што се гледаат и на белите платна и на телевизиите или што ги земаат како улични херои, се оние од најлош тип криминалци и многу пати стануваат идоли на некои нови генерации, особено на оние, ќе кажам повторно, помладите. Помладите и оние кои што се од во неуредени социјални средини што живеат, деца кои што немале услови да живеат во едно нормално детство, здраво семејство, идеолошки податливи за... Да, и тие се најлесно, меѓутоа има и во поново време и феномен каде што сепак млади деца, луѓе од угледни семејства, сакајки да бидат нешто што можеби природно не можело да им се случи, да бидат да сакаат да бидат дел од тие банди, особено кога се навлекуваат на опојни дроги и самите такви состојби ги доведуваат до ситуација да имаат близок контакт и да бидат кооптирани од оние кои што се задолжени за регрутација на нови криминалната инфраструктура во тие банди. И тука ако се најдат формите и начинот како тоа да се превенира, мислам дека ќе има определен успех, а досега најмалку се обрнува внимание на тој момент. Оние кои што ќе влезат еднаш во тие организации, најчесто, можеби 90% повеќето од нив, немаат страв, кај нив санкциите, како што се затвор, немаат никаков ефект, дури тој им придонесува на авторитетот меѓу криминалците, тие кои ќе излезат се уште се повеќе, тие се фалат со тоа, кога ќе направат злосторство, намерно прават убиства да се докажат пред, прават насилство, агресивни се дозволуваат да бидат апсени, затварани, меѓутоа ниедна превенција, санкција или казнена метода нема влијание да ги промени во нивното однесување, што значи, не се подложени на рехабилитација. Тоа е специфика, што е нешто различно од многу од овие белите, јаки и другите, особено карактеристично за моторџиските банди е тој феномен, и затоа велам дека треба многу во раната во раното детство, во зародишот да се направат, да се направи нешто повеќе за тие социјални средини каде што децата, да кажам, живеат без родители или во семејства во кои што родителите им се зависници или подложни веќе на криминал, да се извлечат од таа состојба за да не бидат лесен плен на луѓето задолжени за регрутирање. Па да, тоа е она што велиме дека најдобро да се спречи, дека семејството е сепак јадрото каде што се формира личност. Од пред ќе држам книгата да се попрам, затоа што реков дека книгата е дебела, па се сетив на репликата на
Во професионалец на Боро Тодоровиќ дебеле су свиње, а книги су обемне. Обемна и сопфатна тема, баш онака провокативна и некако ти личи на сиот тој твој имидж. И вака кога те слушам и книгата додека ја прелистов ја читав, како да сме до некоја точка каде што можеме да констатираме дека во Македонија не само што ни беше податлива да се прислушкуваме едни со други, и како што е мала, нели, нашата земја, едноставно е невозможно да се продолжи со тој криминал, особено криминалот на белите крагни, но што велиме софистицирано, па не може никој никого да фати на дело и да одлежи казна затоа што се е корумпирано. Ако почвата за криминал е онаа стара добра тројка секс, дроги, алкохол, па на тоа да ги додадеме мигрантите, па на тоа како врв да дојде корупцијата и подкупливо општество, нели, судството и се она во пакет, тогаш каде е излезот? Сам кажаш каде ќе се превенира. Меѓутоа не успеаме да ја превенираме тој елемент. Ако видите кај нас кој се занимава со политика и кој е мотивот да влезете во политиката и какви луѓе влегуваат во политиката за да се дограбат до некакви позиции, значи ќе видите дека интелектот прво на тие луѓе, ако ги гледаме по нивното постапување, е многу дискутабилен, нивното образование исто така, и тие доаѓаат на тие позиции за да се стекнат со поголем капитал. Значи доаѓаат сиромашни, заминуваат многу богати. Никој од оние кои што, да кажеме, во вакви услови држат до себе и кои што се способни да прават собствени бизниси, да заработуваат, не би прифатиле да одат да бидат во политиката за некоја плата која што е 2 до 3 пати можеби помала од она што би ја заработиле како приватно делување. Така да самото тоа, целиот систем, концептот е нарушен во ваквите држави и токму затоа се појавува ваков криминал и најчесто за сериозните криминали се гонат високи позиции. Ако пратите кај нас, последните неколку апсења на нешто што беше вака посериозно организирано, беше координирано или иницирано од одредени странски истражители, односно странски служби кои што работат на таа превенција, и беа луѓе од Министерството за внатрешни работи вмешани. Иначе ако не беа странските служби да реагираат и да постапат, практично не можат тие сами себе си да се апсат од тука. Биле во придружба на транспорт на недозволени субстанции, па беше фатен еден камион во Црна Гора, од тука испратен како дипломатска пратка и така натаму. Значи, знаете за случајот со пасошите на одредени криминалци кои што се гонат по потерници издадени од нашето Министерство за внатрешни работи. И кај нас е единствената превенција да сме под одреден, да кажам, надзор на оние меѓународни организации кои што се занимаваат со прогон на криминалот и да помогнат да нашава држава нешто се реши во тој систем. Иначе ви кажав, ниту постојат улични банди во Македонија, ниту моторџески банди, ниту постои мафија која што е од типот на оние што се сицилијанска, албанска, тоа е јапонска, јакузи, немаме такво нешто. Така. Ние сме една територија за трансфер тука, а она што се случува внатре во нашата територија е апсолутно поддржано од од нашите фактори овдека кои што можат да овозможат во смисла на правење на тој криминал. Значи, Фалконе, хероите кои буквално ја раскринкаа сицилијанската мафија, немаат можност да се реинкарнираат тука, нема потреба воопшто да постојат такви ликови.
Па не, пак ќе кажам, гледајте нас луѓето кои што и имавме едно специјално обвинителство во кој главниот специјален обвинител заврши во затвор. Може да доволно показатели се тоа дека во оваа држава не постојат вакви структури од пониско ниво. Вие не може да слушнете за ни еден мафијаш, да кажам, некој кој што е условно од народот. Значи, не, такви ги нема. Пак ќе кажам, и тие што се занимаваат со криминал се извршители на оние што се во одредени структури на власта или во оние органи што се. За жал, таква ни е ситуацијата и можеби некој меѓународен фактор кој што постојано не оценува како коруптивна држава, како држава со висок криминал, што е една од причините веројатно и да не можеме да може и затоа не можеме да влеземе во Европска унија, немаме добра мафија. Не сме интересни за Европа, нели? Ни тука не бија. Леле Ивановски, ти благодарам за, нели, што беше дел од подкастот Мирисот на книгата и еве јас поделивме со нашите гледачи на YouTube каналот страница МК една книга која е научен труд и можеби ќе биде упатство за оние кои треба да научат како се справуваш со криминалот во една земја која можеби не е така драстично како компаративно споредбена со другите земји каде што криминалот цути, или Албанија, Италија, меѓутоа сепак за жал сме земја каде што криминалот го има и постои, за жал, и децата, оние кои треба да се воспитуваат од почеток правилно, најчесто бегаат од оваа земја затоа што не им е допадлив токму тој коруптивен систем каде што нема правда, нема судство и каде што сите спорови се решаваат пред очите на јавноста во негативен контекст. Па да, јас најмалку се занимавам со Македонија, спомната е само како една трансфер држава, не сакав да дискутирам бидејќи разработувам сосема друг вид на криминал во оваа книга, така да не ми е многу тема бидејќи на повеќето тука во Македонија ме познато. Малку е посериозна книгата и разработува оние што се посериозни проблеми со криминалот. Ни се вклопи во концептот македонски автори на македонски јазик. Ти благодарам на гостувањето. Ви благодарам на поканата.